20 часот и 45 минути, време за 24 анализа на телевизија 24. Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва наши гости се претениците Тони Јаревски од ВМРО ДПМН. Добро вечер и благодарам што прифативте поканата. Добро вечер и благодарам на поканата. И Мециновиќ од Левица, ви од ВМРО ДПМН, од Мециновиќ Амар од Левица. Благодарам и вам, Мециновиќ, што прифативте поканата. Ви благодарам многу, се надам дека ќе имаме разговор. Така, јас на почетокот сум должна да кажам дека ги поканивме и пратеник од СДСМ, меѓутоа денеска ни беше финално кажано дека немаат кои да испратат за вечерашната дебата или кој знае, можеби Мециновиќ приматот на опозиција ви го отстапуваат вам на така се чини. Не знам сега. Така се чини, ќе видиме допрво. Малку сарказам на почетокот на емисијата. Добро, неделава почна бурно, би рекла, со онаа тема за камповите, со анкетната комисија за жртвите и повредените во Кочанската трагедија, и еве некако завршува исто така бурно со оној упат синоќа во редакцијата на Инфомакс. Партиите, новинарските здруженија, АВМУ го осудија ваквиот настан, инцидент, би рекла, иако станува збор за лице со здравствени проблеми, што имало, како и да е. ВМРО ДПМН исто така излезе со осуда за ваквиот инцидент. И ВМРО ДПМН, и владата, и лично како човек, секојаш настоеле дека сте ние против насилството, дека треба да се почитуваат сите демократски начела и принципи и го осудуваме секоја форма на насилство. Без оглед дали соодветниот медиум каква политика застапува, какви информации пренесува и така натаму. Никогаш насилството не е одговор на било кое решение. Нашата заложба, и тоа во парламентот сме го дискутирале многу пати, дека треба да се разговара, дека све преку форма на диалог може да се дојде до решенија кои што може да донесе подобро утро за сите граѓани, така да формата на насилство никогаш не е прифатлива опција. Така, беше вперен прстот кон владеачката партија, кон ВМРО ДПМН, претежно од опозицијските партии, дека еве сега говорот на слободата на говорот е загрозена, дека се прави упад, се прави заплашување. Дали се согласувате со ваквите тези и коментари? ВМРО ДПМН ниту владата нема никаква допирна точка со овој инцидент. Дори еве не сакам да ги шпекулирам оние информации што било мотивот или причината за тоа лице со здравствени проблеми да го направи тоа што го направило. Ниту имаме допирна точка, ниту пак оправдуваме, ниту пак некогаш ќе охрабриме таква форма или таков начин на действување. На крајот на криштата, со било која политика, еве со колегата, можеме ние да се сложиме или да не се сложиме за некои работи, но тоа треба да се решава преку призмата на диалог, на разговор, на размена на аргументи, на факти, така да проблемите се решаваат преку таа форма. Насилството никогаш не е решение. Дали може да потврдите дека ова лице било член на партијата? Што исто не треба да значи дека сега, не знам, партијата потикнала нешто? Или немате? Јас немам таква информација дека имаме таков член во партијата, тоа би било груба дезинформација, би го знаеле во секој случај. Така. Мециновиќ, Левица како гледа еве на овој упад вчера? Во суштина, јас колку што знам, ова е еден од најексплицитните повреди на правото на медиумите да бидат ослободени од било какви притисоци во нивното работење, независно какви ставови нас застапуваат и артикулираат во јавноста. Во суштина се случи да биде прекината програма во живо, што мислам дека никогаш досега не се случило, со насилни мотиви. Во суштина, нема многу да коментирам околу тоа за самиот настан, затоа што новинарите кои беа таму веќе го опишаа самиот настан, тој ќе влезе нели во процедура за утврдување на одговорности за санкционирање на тој кој го извршил ова, но јас морам да искоментирам дека како опозиционен пратеник, особено како некој што имаше искуство за време на овие избори со надпреварот со владеачката гарнитура, јас морам да кажам дека независно од тоа дали ние непосредно извршуваме насилство или потикнуваме политичко насилство, мислам дека во Македонија поларизацијата е се поочигледна и поларизацијата може да заврши само во полза на владеачката гарнитура, затоа што во нејзини раце се инструментите за репресија и за охрабрување на политичко насилство. Јас на моите состаноци со представниците на ОПСЕ после изборите реков дека мене ме загрижува дека следниот чекор е политичко насилство, затоа што за време на изборите немаше никакви етички, морални граници, почнувајќи и противзаконски активности, како што багерите не беа исклучени за време на изборите, тоа е противзаконски, па се до некои неетички постапки, така што јас мислам дека тоа е охрабрување на политичко
насилство, и мислам дека веднаш мораме да се вратиме од точката на поларизација и да ја олабавиме атмосферата на комуникација во оваа држава. Тоа е, нели, и во јавниот дискурс, нели, и полемиките што се водат и дебатите, треба веројатно и политичарите малку повеќе да внимаваат, и оние што излегуваат, нели, се представуваат како аналитичари, треба малку повеќе сите да внимаваме, бидејќи тоа може да роди после вакви непосакувани ситуации. Треба да се внимава, бидејќи одговорноста е пред сите нас. Апсолутно. Сите што учествуваме во јавниот дискурс. И затоа и ние редовно ја укажуваме дека има определени политичари или како такви што се представуваат, кои што знаат да настапа со, не знам, вакви или онакви Facebook статуси, кои што знаат да подкреваат некои тензии и каде што неодговорното однесување во еден момент може да направи последици и понатаму. Во секој случај треба да извлечеме поука сите од овој случај и од сите преходни, со цел да прво да не ги повторуваме грешките во иднина, без оглед од која страна доаѓаат, бидејќи за кавга и за проблем секогаш треба двајца. И второ, како да направиме утре кој што се базира, како што рековме претходно, на разговор, на диалог и размена на факти и аргументи. Да, еден само аргумент, ако може, апсолутно да, и од Facebook статусите, но се до државниот врв и особено до премиерот, кој имаше неколку чудни изјави према медиумите и новинарите во неговиот мандат до сега од години и пол дена, особено према овој медиум кој го карактеризира на пресконференциите као еве го овој медиум, со што го обезвреднува и потикнува можеби некои чувства кои не треба да има јавност према медиум, така да мислам дека од државниот врв па се понатаму треба да се осврнеме на стишување на атмосферата на поларизација. Така, за да нема големи, нели, поларизации кои што потоа, како што реков, може да се отсликаат пака на теренот од страна на поединци. Пак рековме со една голема задршка, бидејќи лицето, нели, било лекувано во психијатриската болница Скопје и имало здравствени проблеми. Како и да е, втора тема, еве, би ја споменала со мигрантите, бидејќи таа е се уште актуелна. За ВМРО ДПМН тоа е политички манипулативна тема што ја смисли опозицијата. Опозицијата вели дека има таен договор како дел од тој пакет договор за кредит од Велика Британија. Во јуни ќе имало овде мигранти. Еве, Јаревски, како гледате новиот тврдења страна на опозицијата и нормално тема што малку и ги поткрена и чувствата и на јавност, што е сега ова што се случува. Очигледно опозицијата има проблем да се дефинира и каде се наоѓа и каде се движи. Што изјавува, какви тези застапува, но веќе сме сведоци во серија и денови имавме уште еден случај, ќе си направат прес, па ќе избегаат, па не одговарат на прашања. Јас ќе бев многу среќен доколку имавме представник од СДСМ и тука вечера на емисијата, навистина сакав на оваа тема да продискутираме и да видиме каде со тоа одесување. Така, именно за каде со тие тези, каде со тие неосновани обвинувања. И председателот на владата, и партијата, и сите ние многу добро и јавноста знае за што се залагаме, на кои принципи почиваме, какви биле нашите активности во изминатиот период и каков е нашиот став по однос на политиката за мигранти. Особено имајќи предвид што доколку веќе говориме и некој направил чекор по однос на подготовка на поле на прифаќање на мигранти, беа токму СДС во 2018 година. Тогаш граѓаните се побунија, имаше серија на протести, ние ги поддржавме, активно се вклучивме и така натаму. Да имавме представник овде. Тоа беше зона локација во Бардовци, така, ќе го посетев представникот доколку имавме овде и за неколку дневни високи истакнати представници, кога доаѓа меѓу граѓаните, што кажа, што се спречи, зошто се спречило и така натаму. Да сега, да денеска видиме сведоци, истите тие сега само да обвинуваат за мигранти, каде што нема апсолутно никаква основа. Имате неколку изјави кои што директно го демантира и го негира истото. За премиерот, министерот за немаме никаква основа, никакви факти, никакви случувања дека такви некои активности биле направени, но од друга страна имате сериозен договор со Велика Британија кој што ќе нуди подобро утро за нашите граѓани. Серија на проекти кои што ќе бидат направени, кои што ќе помогнат за растот на економијата, за предвижување на деловната клима во Македонија, по зголемување на растот на Македонија, проекти кои што ќе донесат навистина поквалитетно и подобро утре за сите граѓани во Македонија и ваков начин да се обидувате да спинувате преку вакви квази тези, не е ни чудо што некој од вашите колеги тоа го оцени како блесаво или глупирање.
Само што сега ќе ве прашам за резолуцијата. Вели Филипче со самото тоа што не поддржува ВМРО ДПМН е резолуција во која што ќе биде кажано против мигрантите или не за мигранти тука. Изгледа дека нешто прави е најдобар одговор, дека нешто зад сцената, нешто се случува. Сега сама си има проблем веќе во која реалност да се дефинира каде се наоѓа. Истото беше и во активностите во собрание во изминатиот период. Свесно ги избегнуваат фактичките состојби, свесно избегнуваат да се соочат со реалноста каква е, што е не е идеална. Но во секој случај има придвижување кон подобро. И вие да излезете сега со ваква теза, со вакво обвинување кој што нема никаква основа, никаква логика, неаргументирано, без факти, чисто така се фрли во јавноста, да се обиде да се направи тензија, да се обиде да се направи чувство на несигурност или тензија, е крајно неодговорно. Доброто е тоа што граѓаните и јавноста се со висок степен на одговорност, многу повисок од нивните. Јавови им се овие обиди, прочитани се и мислам дека ќе не само што се прочитани, што нема да имаат никаков ефект, туку дека ќе добијат уште една казна првата прилика од граѓаните за ваков неодговорен однос кон нив. Левица би поддржала резолуција од СДСМ, онаква каква што денеска нели ја представи лидерот на СДСМ. Вака, јас искрено пред се сум многу благодарен што отвараме оваа тема, затоа што оваа тема надвор од пресконференциите кои партиите може да ги имаат, сакам во оваа емисија да си дозволиме простор да разговараме за оваа тема подробно, да разговараме со факти и да не разговараме на заклучоци произволни кои ќе ги изнесуваме за политички поени. Во суштина, првото нешто што сакам да го искоментираме дека нешто што опозицијата не смее да го прави во овој момент, а тоа го прави СДСМ кои не се тука присутни да ни одговорат зошто, прават хистерија и го јаваат бранот на хистеријата и со тоа задираат во чиста ксенофобија. Значи, на сосема популистички начин, но не идеален за нивната позиција, но тие очигледно тоа не го разбираат, пробуваат да го јавнат бранот на ксенофобијата и тоа не е правилно, затоа што ова е многу длабоко прашање. За самиот почеток, како би сакал да го одговорам, е дека ќе ја поставиме тезата дека јас на вистина нема денеска пред вас да говорам дека да, владата има договор, такво нешто може би и нема. Но само секунд, но ќе ги поставиме тезите вака. Дека е возможно и како е возможно и ќе видиме зошто. Затоа што во овој момент во кој што се наоѓаме имаме контрадикција на двете страни. Од една страна ги имаме македонските политичари кои ни велат дека нема да има такво нешто и нивните изјави се апсолутни. Значи тие велат нема да има ништо такво. Од друга страна, британските медиуми и некои луѓе во политиката, не официјалните лица на Велика Британија, уште како Кир Стармер и нивните министри, го немаат потврдено ова, но тоа што може да се извлече како заклучок од нивниот дискурс, кој е многу поотворен оваа тема од нашиот е, дека разговори има. Разговор има затоа што ова е модел кој не се однесува само на Македонија, се однесува и на Косово, каде што нивните политичари рекоа дека би се впуштиле во ваков договор со Велика Британија, така што можеме да заклучиме дека некои разговори постојат. Проблемот е само момент. Проблемот е зошто јас можам да ја поставам оваа теза на скептицизам е затоа што договорот со Велика Британија не е обелоденет. Тој не е транспарентен. Владата се постави нетранспарентно кон народот како стратешки договор кој меѓу другото ни направи најголем долг, концентриран долг во најмал временски период. Тоа ќе се случи со британскиот договор. Само момент, значи инаку навистина не би сакал ни да злоупотребувам време, само да поставиме некоја рамка на разговор, па потоа ќе преминеме. Албанија има вакви модели на third country hub, се вели овој модел, апсолутно да, кои се подпишани со Италија, веќе Македонија влегува во ова приказна и моделот постои. Но, зошто не смее да се создава хистерија конкретно за луѓето, туку треба да се проблематизира концептот на third country hubs. Тоа е затоа што пред се не може да се направи паралела со мигрантските кризи од пред 10 години, тоест екот на мигрантските кризи, а Македонија беше една од главните артерии за поминување на тие мигрантски кризи, но тие мигрантски кризи се случува во 2015-2016, би ве потсетил на геополитичкиот контекст, тогаш имаше експанзија на ИСИС, а вториот најголем град на Ирак, Мосул, падна под ИСИС,
цела источна Сирија беше под ИСИС, само едно джепче Дейр ез-Зор не беше под ИСИС, и тоа катализираше еден огромен бран заедно со нестабилноста во Сомалија, заедно со пропаѓањето на Либија која овозможи да се направи инфраструктура, не криумчарење, и тоа е бран на луѓе кои тргна во надеж за подобар живот. И кога би ги дочекале тие мигранти во вашиот правосуден систем, нашите закони предвидуваат дека бегалците кои се жртви на недискриминирачко насилство, како во случаевите со ИСИС и така натаму, може да бидат да добијат субсидиарна заштита од државата, додека азил се однесува на директна дискриминација од држава кон еден човек. Што тогаш и во која категорија спаѓаат луѓето што ќе бидат одбиени за азил во Велика Британија, затоа што сега тие луѓе се непозната категорија. Затоа што меѓународното право меѓу другото предвидува дека не смее, тоа е забрана за reappeasement на англиски, или не смее бегалецот да се врати во земјата од каде што потекнува. И тоа го поставува прашањето дали Македонија ќе биде следната земја за тие луѓе, и ќе постави многу правни прашања, дури и кривична одговорност за човекот кој ќе го потпише договорот за такви и треба можеби стратегија да се изгради. Вие како претеници, не знам, и влада и власт и опозиција, за овие теми ќе дојат неминовно. Европската унија забрзо наименува регулативата за бегалски кампови. Тоа е нешто друго. Дури се бара сега од земјите во регионот се бара да прифатат такво нешто. Најнапред дозволете да изразам задоволство што дури и левица се оградува од овие неосновани, неодговорни ставови. Не се оградува. Реални сме, немаме уште доказ, ама натаму идеме. Тоа е тоа. Поентата ми беше дека нивното настапување на вистина е несватливо. Тоа е првото. Второто, исто така ми е драго што се потврдува дека ниту една официјална потврда нема, напротив имаше демант, се каже јасно, се негираше истиот факт и така натаму. Верувам дека нема ни разговори, конкретно само за договорот една реченица дека ќе биде еден од најтранспарентните од сега како што течат фазите. Сите информации се доставени на јавност, јас сум уверен дека условите под кои што ќе ги изградиме овие капитални објекти, така можеме и подоцна малку за нив да продискутираме, ќе бидат од општо добро за сите, а надминуваат еден мандат. Ќе бидат во повеќе мандати, секако на повеќе влади. По однос на самите кампови, ако веќе влеземе малку навнатре, ја пак ќе кажам да имавме представник од СДСМ, ќе ги потсетев и на нивните изјави од периодот кој што беше посочен претходно, во времето кога они размислуваа, донесоа одлуки, обезбедија финансиски рамки за мигратски кампови, каде што додека како тоа го правеа, се обидуваа невешто да не уверуваат дека тако нешто нема да има и дека едноставно за мигрантите не е атрактивна Македонија за да воопшто тука останат некој период или да направат живот или генерално да престанат во самите кампови. И тука само делумно би се сложил со нив, зашто бидејќи искуството од Албанија што веќе ги има такви кампови, сведочи дека тие се вака просто кажано зјаат празни. Многу малку групи, добар дел од оние лица што треба да бидат пренесени во истите кампови бегаат уште од Италија, неќе да се каже до таму. Па нели кај нас беше тоа среќа што не сакаат овде во Македонија, гледаат како им бегаат. Така да безочна и малку да се. Значи и некој воопшто да размислува таквата работа, Македонија дефинитивно не е атрактивна. И трета работа можам да укажам во контекст на истото. Има и сега потреба од работната сила и не е дека дел од стопанствениците во Македонија не се обиделе да донесат лица од надвор генерално за проектина, но истото ќе ви го кажат и тие, доколку најдете искуствено со некој стопанственик што ангажирал такви лица, кога ги поминал сите оние проверки, безбедности, добиле дозвола за работа во Македонија и така натаму, кои што се малку на број, ќе ви укажат дека Македонија за нив не е атрактивна и во првата прилика што ќе им се овозможи, обично заминуваат кон земјите од европската Не може ли да ги крстиме економски мигранти? Ајде повелете. Само еден коментар, значи да, апсолутно се согласувам. За мигрантите не е Македонија атрактивна достана, но за Велика Британија е многу атрактивна за да се впуштиме во овој проект, затоа што искуството со Албанија, бидејќи веќе на поставен договор меѓу Италија и Албанија, повторно не им функционира и повторно нема ниша кој се уште во некои иницијални фази. Мене ми е страв дека за Велика Британија сме многу атрактивни за ваков проект, затоа што
ова што се случува со ваквите third country hubs, кои не се само Македонија, Велика Британија, нели има повеќе примери. Проблемот е што тоа е екстернализација на проблемите на политичките кризи на тие држави на нашите територии. Како што увезувавме без никаква споредба помеѓу луѓе и ова што ќе го кажам сега, но тоа е следствено што правиме, како што го извезува нивниот отпад во нашите земји. Тоест, пред нивниот електорат проблемот веќе не постои, не сакаат да го видат тоа на своја територија, така се прави и со овие договори. За западните земји ние сме најатрактивни за вакви договори и преку финансиско условување, преку договорите кои ги подпишуваме, ќе бидеме доведени до момент каде што ќе треба да ги прифатиме овие работи. Не постои работа во која што ВМРО ДПМН би ја загрозила безбедноста на државата. И можете да бидете уверени дека до такво нешто нема. Но зошто безбедноста на државата одма? Безбедноста затоа што на пример десни влади имаат тенденција да сакаат да увезуваат ефтина работна сила, затоа што за домашните работници не ги покачуваат платите, ги намалуваат работните немате да видите прилики за македонските работници. Ниту еден мигрант во Македонија. А доколку го пронајдете, ние се тука повторно ќе дискутираме. Во одговорност кон јавноста не сакам да потврдам, но навистина се сомневам дека одиме кон таа насока и затоа и треба да се разговара отворено. Треба да разговараме на овие теми, се разбира. Како се најде Македонија, сме се запрашале ли сите, јас се прашам како тогаш во британските медиуми се најдовме ние како можна дестинација, веќе речем можна дестинација за префрлање на мигранти од кај нив. Бидејќи тие сега велат не за Руанда, така беше титулот завчера, но да за Северна Македонија. Што мислите? Тие исто имаат проблем со Сдруженијата за човекови права, се под одгромен притисок, не сакаат нели да кажат и велат не ги враќаме ние во нивните земји од каде што тие избегале, но ќе ги враќаме во земји што се стабилни. Доколку забележавте и на почетокот неќев да коментирам или да давам забелешки коментари за медиумите кај нас, најмалку би сакал за медиумите во Британија. Не зборувам за британските медиуми, како се најдовме како можна дестинација. Овој извадокот на кој што се повикува. И ако забележите датата на која што се повикува оваа вест, Daily Mail, и се повикува на стара вест која што веќе беше демонтирана и од страна на Британија. Така толку за кредибилитетот на тие вести, затоа што има вести секојдневно кои излегуваат. Ќе ви ја доставам после емисијата и линкот ќе ви го пратам. Поентата ми беше дека дури и таму има можеби дневна политика, дури и таму можеби има некои неодговорни политичари како од редот на СДСМ кои што би стапиле со вакви тези за дневно политички поени, не знам, но во секој случај основа за такво тврдење, основа за такви договори нема, ниту пак има договор, ниту пак ќе има таков договор. ВМРО ДПМН цврсто стои на своите идеолошки принципи, на својата идеологија. Ние сме едни, можеби не од најконзистентните во Европа кога станува збор за антиилегалната имиграцијска политика и не гледам причини зашто би скршале од тој правец. Граѓаните може да бидат спокојни, ниту ќе ги изневериме нашите принципи, ниту ќе ги изневериме нашите граѓани во периодот како до сега, така и во иднина. Мечинаш нешто сака да рече, бидејќи јас сакам да прашам и околу оваа нели политика сега што се заговара од Европската унија. Завчера министрите за внатрешни работи и за правда зборуваа на таа тема исто за градење на бегалски кампови. Сега тоа е нешто друго, значи не е за мигранти носење во трети земји, туку за бегалски кампови на европскиот континент, меѓутоа тоа надвор од Европската унија. Апсолутно. И тука земјите од Западен Балкан ќе се најдат. Апсолутно, повторно ќе кажам да не се повторувам. Да не се повторувам, значи навистина е лицемерно, тие земји не третираат како двор каде што ќе може да си ги кријат своите политички кризи, тоа е мојот став за тие позиции, но сакам да отвориме едно прашање, ако ми дозволите, во следствено ново, затоа што ние зборуваме за Европската унија, но во овој контекст имаме Велика Британија која не е дел веќе од Европската унија. Меѓутоа Европската унија веќе тоа прашање го но јас би сакал да поставам едно малку поголемо прашање кое е сврзано со нашите постапки, како ќе постапиме во однос на затоа велам дали треба некаква стратегија нели да се изгради во кој што биле нели и власта и опозицијата би биле на едно околу овие можни теми кои што вака само ќе ми дозволите. Каде што има чат, таму има и ова. Значи ние моментално имаме влада на ВМРО ДПМН која има интересна позиција во надворешната политика, која не е типична за надворешната политика која сме имале досега. И јас искрено од појдовна точка на премиер кој се најде во тој контекст, јас мислам и дека ја разбирам таа позиција која ја поставивме како надворешно политички курс, а тоа е позицијата
Веројатно премиерот се осети дека тој е премиер на НАТО земја, не е премиер на на земја во Европската унија и нормално пробавме да се зближиме повеќе со надворешно политичкиот курс на САД, на Велика Британија и така натаму. Но иако логично, и јас ја разбирам логиката, сепак времето ќе покаже дека тоа ќе биде многу проблематично, затоа што ќе ми дозволите да спомнеме нешто кое е многу битно, кое во македонскиот дискурс уште не е спомнато 4-5 дена, а е најголемиот настан во трансатлантските односи во последните 60 години. На 6 декември, тоест петокот пред, така нешто 5-6 декември, излезе националната стратегија за безбедност на САД, која се разликува толку многу драстично од сите национални стратегии од времето на Ајзенхауер, тоест од времето после Втората светска војна. Таа национална стратегија е документ кој го носи секоја администрација и стално има некој континуитет, но овој документ кој го донесе и мораме ова да го искоментираме затоа што САД е наш стратешки партнер апсолутно и ќе влие ова на нашите позиции, посебно затоа што нашите представници во Генералното собрание сега гласаат надвор од кампот на гласањето на Брисел, например. Значи, ја одвојуваме надворешната политика од Европската унија кон САД. Овој национална стратегија за безбедност има многу проблематични работи во поглед на односот кон европските земји. Примарно, овој документ ја гледа Европа низ цивилизацијска призма и има толку многу проблематични работи, тоест вели во документот дека Европа е под закана од цивилизацијско бришење, дека е во економска стагнација и дека е милитарно слаба. И дека овие причини се институциите на Европската унија, миграцијата и траекторијата на која се наоѓа Европската унија. И во самиот документ се користат толку силни зборови кои нагласуваат на директен интервенционизам на САД во европската политика, вели треба да се приоритетизира култивирање на отпор на досегашната траекторија на Европа во европските држави. Тоа значи дека САД се трансформира од играч на широки геополитички игри во однос на вредности и идеали со нивни сојузници како што се европските сојузници и сега се врти кон своите интереси и станува бескрупулозна национална држава. Само да го сумирам ова. Ако видиме дека постои голем расцеп помеѓу Европската унија и САД моментално и се наоѓаме во криза на трансатлантските односи затоа што после првиот кој изнесе мислење по оваа стратегија беше Европскиот комесар за одбрана од Литванија, кој вели дека ова ни дава сигнал дека мора Европа да оди кон геополитичка и одбранбена независност, потоа и Мерц се надоврза, рече дека оваа стратегија само го официализираше тоа што подпредседателот J.D. Венс го направи. Сега клучното прашање ќе ми дозволите. Дали е опасно тоа што нашата политика се одвојува од Брисел? Ние гледаме дека како владата да признава дека нема да може да ги испорача реформите за да стапиме во позиција за преговори со Европската унија и колку е опасно да застанеме на страната на САД кој се дистанцира од Европа, а ние сме зависни економски и дипломатски од Европа. Тоа се големи прашања за нашата надворешно политички курс кој ќе мораме да ги одговориме бидејќи се наоѓаме во историски значајни денови за трансатлантските односи. Убаво што колегата е толку загрижен за интересите на Брисел во моментов, ја ќе оставам. За Македонија сум загрижен, почитуван колега, гласаме првпат во историја различно во Генерално собрание. Бидете спокојни. Извештајот го нарековте извештајче, колега, вие мислам дека треба малку да сте позагрижени за Брисел и да, апсолутно ќе отстапам се извинувам. Како до сега што имаме крајна одговорна политика во интересот на граѓаните, такви работи причини за немир или за страв нема. И бидете сигурни дека правилните чекори и активности од страната на владата и од државата ќе бидат направени. Во две реченици само за да немаме простор за грижи или колегата и дел од јавноста ако има исти ставови да бидат спокојни. Ако веќе утврдивме дека имаме односи со Соединетите американски држави и Велика Британија на највисоко можно ниво во историјата на Македонија, еве ќе се повикаме и на извештајот на Европската унија, ја земав неколку од нив, мислев ќе спориме на таа тема. Да, ќе збориме на таа тема. Каде што во самиот извештај едно од
првите работи кои што се недвосмислени јасни е комплетното целосно усогласување на нашата надворешна политика со политиките на Европската унија, така да простор за вакви грижи нема. Исто така и во извештајот се посочени и серија на други работи кои што се одраз на заедничката западноевропска политика во односите со трети земји, така да владата знаеме ние дека не се најголеми, знаеме дека не се најсилни, знаеме дека се најбогати, но во сите овие отежнителни или комплексни услови што прават позицијата на Македонија, владата прави својот максимум со цел да обезбеди подобро утре за сите граѓани. Така, добро, Министерот за надворешни работи веќе преспустуваше на значајни поруми, нели, на значајни активности надвор од Македонија, таму каде што се крои светската политика, веројатно насобрал материјал за антиципирање на некои процеси, нели, во иднина на надворешно политички план, каде, како и на кој начин ние ќе се движеме, односно никаде нема се движиме тука. Досега нема грешка, верувам дека така јас морам да искоментирам, ова е многу комплексно прашање, замислам дека нашите дипломати дека можат нашите дипломати баш безгрешно да го предвидат, бидејќи тоа е пеколно тешко да се предвиди. Се разбира дека е тешко, но ние не бегаме од предизвика да никој е поле. Апсолутно, но што е работа? И до сега немаме ниту една грешка. Напротив, можеме да од овие чекори или овие промени во дипломатија што ги имавме досега, можеме да сведочиме дека можело и поинаку. Јас мислам дека имаме огромна грешка, дека имаме гласање. Тој што ни гласа во Генерално собрание треба кога ќе се врати да го свикаме, да го прашаме зашто гласа во кам со Израел, со земји кои вршат агресија, значи имаме многу проблеми во поглед на надворешната политика, но дека левица нема на да се страната на Палестина секогаш, но еве да не навлегуваме на човечноста, колега Тони Јаревски, апсолутно. Од аспект на Македонија, ние знаеме во каква ситуација сме. Знаеме кои се нашите предизвици, крајно одговорен пристап имаме до сега и ја уверен сум дека доколку продолжиме со овие чекори, ќе имаме добри резултати на сите полињи, дека и оваа криза, доколку е така како што велите вие во односите меѓу Соединетите Американски држави и Европската унија, Македонија сепак ќе биде на позиција која што ќе да го искоментирам, да. Искоментирајте па пауза за реклами ќе. Во изминатите денови дури се случува ова размена на политички ставови помеѓу САД и Европската унија, затоа што откако излезе из стратегијата, преку викендот имаше дополнителна аргументација на тие позиции од секретарот за Secretary of State на Америка, кој дополнително ги нападна европските главни градови нивната политика, и сега некои европски дипломати од висок ранг искоментираа преку викендот, вели европските земји сите на свој начин мораат да се прилагодат како културолошки ќе го соџвакаат од делувањето на Европа од САД. Значи тоа е веќе еден процес кој се случува во поглед на тоа дека САД САД ја охрабрува независноста во одбрана на Европа. Тоа е евидентно преку нивните изјави во самата стратегија, вели дека за одбрана таа сама треба да биде и нивниот фокус е сега на западната хемисфера, така што како што другите земји размислуваат како ќе ја добијат таа независност, нашата влада оди кон приспојување на САД, кога САД е многу непредвидлив сојузник, а тоа не е воопшто добро за држава која сака да се интегрира во Европската унија, или па држава како нас која има не толку значително геополитичко значење кое може да го проектира. Така, добро, Соединетите Американски држави сега играат на картата нели на НАТО како членка на НАТО, и веќе и во минатиот мандат Трамп, знаете дека често пати кога беше на средби со европските сојузници во НАТО, знаеше тоа да го истакне дека веќе не сака да се моторот кој што енормно многу вложува во НАТО, овие другиве да користат одредени бенефити, и сега го користат цела оваа ситуација. Добро, ние сме членка на НАТО, ве денеска Марга генералниот, ги исполнуваме така, да. Не е за фалење, колега. Добро, тоа е процес што се бара, но ние сме презеловски. Ама многу држави не го исполнуваат уште, така што прво ние европските држави не го исполнуваат, а не па али Македонија еве побрза да го исполни во многу интересно време. Треба стои не само тоа, дури Марк Руте, генералниот секретар на НАТО, денеска вели дека Русија као следно што ќе нападне ќе биде сојузниците на НАТО, нели, на Европа и така. Сега колку и да се тие сериозни изјави, но сепак генерален секретар ги кажува, но ајде да не дигаме тензија во јавноста и фама, ќе видиме од нас не, како Македонија не зависи ништо. Јас сега ќе дадам пауза за реклами, па продолжуваме почитувани. Почитувани, продолжуваме со вечерашната
Анализа. За една недела Советот на Европската Унија го одржува самитот како финален краен за на крајот на годината. Тоа е традиција од страна на Европската Унија. Таму ќе се донесат заклучоци. Еден од нив има и за нашата држава. Извештајот претходно го видовме, нели со каков тон и што е напишан, и сега ќе има охрабрување или барање од Македонија да го надмине проблемот со Бугарија, да ги усвои уставните измени. Еве гледаме денеска бугарската влада падна, но секогаш можат да се најдат, нели, ако се стигне до некаков договор, да продолжи диалогот, да има разговори, сигурно дека ќе најдат и бугарската страна ќе најде представници, иако владата Значи, за да имате разговор, треба да имате некоја друга страна. Да. Сега знаеме дека некој период веќе ќе немаме. Влегуваат во еден процес кој што го измина во изминатите неколку години, неколку пати го помина, дали ќе имат избор или не. Тоа е седно. Но ние се ја видиме нашата што е страна на обврските на задачата. Го спомнавте извештај, во тој контекст ќе се движи. За извештајот можеме неколку работи да кажеме, можеби да направиме уште неколку емисии, но еве ја ќе се повикам само на компаративната анализа што е изготвил парламентарниот институт. Секогаш го земаме како релевантен сите политички партии во работата на собранието, и каде што диаграмот е јасен, се гледа дека конечно падот во застојот или во развојот на процесите на придвижувањето кон Европска Унија веќе е застанат, и оваа влада веќе конечно првите чекори, првите знаци на раст, на придвижување, на зголемена динамика ќе имаме и за самите реформи, истакнати се најмногу во образованието, културата, науката и дигитализацијата. Многу важно бидејќи самата дигитализација, зголемување на ефикасност и ефективноста на услугите што ги нуди државата на своите граѓани и на економијата, доведува до раст и благосостојба на целокупното општество. И уште еден графикон ќе го покажам, чисто за информативно, многу кратко, каде што се гледа дека ова е највисоката оценка што добила Македонија на назад веќе со 10 години, со 3.11. Ова е просечна оценка што изведува парламентарниот институт. Во контекст на истото, можеме да посочиме и на економските предвидувања на извештајот на Европската Унија што извадија за есенва, каде што и констатираат и напредоците во економијата, каде што е констатирано конечното отпушување на крупните капитални проекти од страна на владата, нивната динамика, се разбери предизвиците кои што стојат, проблемите кои што ќе треба да се надминат, се констатира зголемениот раст на бруто домашниот производ, исполнувањето на проекциите, но и реконструкцијата на претходните проекции од другите економски чинители и институции, и тука во контекст истото можеме да кажеме дека и домашните институции, како што е Фискалниот совет, например, кај што кажа дека оваа година имаме првите форми и почетоци на фискална консолидација, на големите проекти кои што се веќе во тек за следната година, ќе обезбедат и понатаму солиден и зголемен раст, некаде околу 3,8% се очекува за следната година. Се потврдуваат исто така и добрите практики и политики на владата во однос на намалувањето на инфлацијата, констатиране нивниот пат, и се надевам дека проекциите на владата од околу меѓу 2 и 3, најверојатно околу 2,6% во следната година ќе видат реалност. Така да имаме севкупна политика кои што се сведоци, кај што даваат резултати, кај што треба да се подржи динамиката, се разбира дека имаме простор за подобрувања и за зголемување на ефикасноста, можеби и модернизација на определени моменти, но доколку овие проекции, овие планирани активности и проекти бидат реализирани со предвидената динамика, ја задржат истата, сценам дека 2026 година ќе биде една од најуспешните години во Македонија. Меѓутоа беше зборот, нели, за усвојување на уставните измени, нели, во контекст на Европската Унија. Велите нема партнер со кого, јас велам дека можеби ќе се најде партнер од таа страна кој тие се подготвени да го направат. Она што е важно е да ги заштитиме нашите интереси. Да, бидејќи има обвинувања, нели, од опозицијата, од СДСМ, повторно да ги споменеме, дека практично оваа влада ги закржлавила, ги блокирала, ги парализирала Европската Унија. Мислам, тие процеси поврзани со Европската Унија. Да имавме можност да разговараме со представник од СДСМ вечера, еден од нив било кој да се појавеше овде. Можеби ќе укажев дека тоа е веќе апсолвирано прашање, уште со референдумот, каде што ни рекла само сменете го името и ние ќе влеземе во Европска Унија.
И за жал, овој сарказам мој не се однесува само за тој момент тогаш, во однос на референдумското изјаснување без оглед што беше неуспешен, и така натаму, бидејќи Македонија направи многу стапки. Направивме отстапки во однос на претходни промени на уставот, промена на знамето и така натаму, и свативме дека во еден момент треба да станеме и се избориме за нашите позиции. Точно ситуацијата која што наследивме, за она што зборевме и претходно, кај што дискутиравме и во однос на договорот, францускиот предлог, и во однос на пропратните документи, не е состојба која што никој би ја посакал, но таа што е, ќе дадеме се од себе, да испреговараме повторно, да ги објасниме нашите позиции и да најдеме соговорник во Европската унија, која што е, односно да најдеме што е можно повеќе соговорници и поддржувачи на нашите заложби, да ги заштитиме нашите интереси, а при тоа со една силна посветена работа на реформската агенда, на една зголемена динамика на нашиот евроатлантски пат, да паралелно со тој процес да се доближиме што е можно повеќе во Европската унија. Така, Еве Мечиновиќ, за левица Европската унија, не знам колку е омилена тема, мислам барем така важите во јавноста, иако вие сте против НАТО, но сте за Европската унија, меѓутоа и нормално правила, Јас мислам дека реформи според стандарди. Јас мислам дека тие ставови можеби се малку и поблиски за генерациите кои се поблиску до мене, затоа што ние не знам како да ви кажам, јас добив свест за општеството, веќе Македонија беше кандидат за Европската унија. Значи, помладите генерации целиот свој живот го имаат поминато во чекалната бесконечна за Европската унија. Всушност и секогаш кога се зборува, политичарите зборуваат, тоа го правиме за младите, за идните генерации да може да живеат, и тие една цела генерација млади ги слушна сите муабети, ама не ја дочека реалноста на Европската унија. Така што морам да напоменам дека 68% од младите беше количка. Не, апсолутно тоа не го негирам, но сакам да кажам. Тоа што е јасно за 68% од младите поддржуваат Европската унија или живот не се сомневам воопшто затоа што имаат проблеми со стандардот на живот во Македонија кој не им ги задоволува апсолутно никако потребите и нормален е тој рефлекс дека сакаат да се интегрираме во Европската унија. Сега каде се раѓа проблемот за мене и за тие ставови кои вие ги нагласувате е тоа што Европската унија на вистина на нас ни дава апстрактни задачи кои се однесуваат на мешање во нашите внатрешни политики кои не се однесуваат на никакви критериуми, но тоа веќе сме го разговарали. Сега треба да разговараме што правиме со оваа влада. Проблемот е што оваа влада бугарите во уставот сакаше да ги внесе уште пред да стане влада. Тоест ќе ве потсетам на една пресконференција. Јас бев присутен таму, иначе ќе ви кажам еден ден сончев во јуни пред клуб на пратеници, кога имаа средба Христијан Мицковски и Венко Филипче, ако ви текнува на некој направи се што можеше да ги спречи. Не, добро, доколку некој направил, јас бев там. Јас бев там. И не бевте вие во парламентот. Супер, јас бев на пресконференција, Сте ја воделе секоја чест, лидер и другиот колега каде беа. Нашиот лидер, опа, каде беа. Добро, ајде сега на сериозна политика. Значи, јуни 2023 година, Христијан Мицковски и Филипче имаа пресконференција, тогаш Христијан Мицковски зборуваше дека тие се спремни за уставни измени, ако излезе дуи од влада, ќе се сетите тоа, веројатно можеби ќе ве потсети, но не се случија затоа што не беше политички опортуно и сега нешто ќе ви кажам. Во ниту еден момент во овој момент владата знае дека иако ги внесе бугарите во уставот, дека утре, иако ние сме апсолутно против таа позиција, и мислам дека доколку би ги направиле реформите порано, дека ќе имавме позиција каде што може бугарското прашање да се реши на наша страна, во наша полза, но ние имаме слаба дипломатија во континуитет ВМРО СДСМ и така натаму. Утре да ги внесеме бугарите во устав, нема да влеземе во Европска унија, затоа што немаме реформски капацитети. Немаме реформски капацитети, ова низ разговори со представници од меѓународните инстанции, сме разговарале генерално е продукт на тоа што нашите големи партии во нивната природа се клиентелистички мрежи и длабоките резови кои треба да се направат во администрацијата, длабоките резови кои треба да се направат во судството каде што има многу политички врски и спреги, не може да се направат затоа што на нив почива виталноста на партиите кои владеат со нас. И тоа ќе ни биде реалноста, дека главните реформски резови, како што например Естонија направи со реформите во судството, каде што направи целосен реизбор во апсолутно. Кај нас владачките гарнитури немаат капацитет. И ВМРО-ДПМН знае дека тогаш нема ни поента да ги внесе бугарите во уставот, дека утре ќе добиеме ново вето и ќе биде политички погубно по нив. Но кој има реформи, кој има капацитет да ги спроведе тие реформи, тоа се партии кои немаат
бизнис врски, бизнисмени и фирми кои не сакаат европска регулација. Нашите бизнисмени најлошото нешто што може да им се случи е да добијат европска регулација во Република Македонија. Се додека ги имаат нашите закони, ќе се случува се што ќе се случува. Меѓу другото, економијата, искрени кажете да не сакате во економијата симплифицирате многу комплексен став. Само надоврзете се на комплексниот став. Јас биве советувал надоврзете се, не го минимизирајте, бидејќи е сериозна работа. Многу сериозна работа, тоа е надворешно политичкиот курс на Македонија во многу несигурно време. 83% трговска размена што имаме. Како успеавме ние од 2005 година до сега од крајно несериозно да кажете како е можно од 2005 ние треба да од фронт ранер да дојдеме до оваа позиција. Преку мене ли? Не, преку влади кои хранат клиентелистички. Ова е генерализирање. Значи, ајде, то кажете па ако дозволите. Да, само сакам да кажам. Значи, ние треба да разговараме, треба да разговараме за тоа што освен што не правиме реформи, нашите граѓани, нивниот квалитет на живот се повеќе и повеќе паѓа, оваа влада не ќе да ги подобри работните услови за нашите граѓани, минималната плата, ко ѓаволот, не знам како да ви кажам, значи 2 години да се бори толку против синдикати и против минимална плата, тоа може само десничарска влада да направи. И влегуваме во период на страшна енергетска сиромаштија. И сите овие проблеми се приоритет кои доколку ги решиме ќе ги подобриме и своите позиции во поглед на надворешно политичките односи. Повелете вашата аргументација. Прво што се докажа во периоди на почетокот на емисија да кажавме дека тековите кои што се веќе од документите на Европската Унија укажуваат дека владата е силно посветена и на реформската агенда и на реформите и дека истите даваат резултат. Тоа е првата многу важна работа што сакам да го кажам. Дали може да се каже подобро или повеќе може? Дали се сложуваме и како партија и како индивидуа во делот на замерките и на потребните работи што треба да се направи во судството и правосудството, апсолутно. И јас сум бил многу гласен и партијата и владата кои што кажале дека 2% доверба не е случајно каде што дошле до таква состојба, дека треба така да се направи. Имаме серија на закони сега во парламентот, колегата многу добро знае, каде што никој не бега од предизвиците. Напротив, се соочуваме со сите новиот закон за судски совет, каде што еве на пример кој нешто една догма од наназад што се влечеше со години, истакнат правник ќе биде надмината. Не е спорно тоа дека треба да се направат, дека и ние сме укажувале дека транспарентноста на изборот на судиите и намалување на буџетот за судиите, почитуван колега на буџетот кој го изгласав, што го бараат и во истиот ќе се обезбеди и независен буџет, ќе се обезбеди независен буџет, ќе им се направат подобри услови, но и како и кај секаде, и кај вас, и кај мене, и кај нашиот домаќин, за она што ни го даваат, треба да испорачаме резултати. А тие резултати треба да обезбедат поддршка од јавноста. Тоа кај судството и правосудството не го гледаме. И не може да ми кажете тука дека некој кој што има 2% доверба од јавноста и институциите, дека заслужува ние дополнително да инвестираме таму, иако ќе бидат направени многу подобри услови. Поентата ми беше дека треба да се направат чекори, да се подобра состојбите на тој дел, треба да се направат чекори, да се продолжи со истото темпо при реализацијата на реформската агенда и конечно да направиме услови да подобар живот и подобра работа во делоконто обслужување на сите нас. И се разбира дека тоа граѓаните не само што го очекуваат, го добиваат веќе, а и верувам дека ќе биде валоризирано и на следните избори што беше сега. Како може, во разговор со некои нема поддршка многу за иначе за бугарскиот ултиматум толку многу емисии имаме тука дискутирано и ја мислам дека јавноста е многу јасно дека е неспорно дека ако некој стоеше на браникот на националните македонски интереси, тоа беше добро да помага. Македонија е гаранција нели од Европската унија, инаку сме кооперативни, мислам барем вака на зборови да се седне и да се разговара. Инаку само ќе ми дадете еден момент. Ајде, и сака последните минути да ги апсолутно многу брз коментар. Да, многу брз коментар. Во разговори со пак некои представници меѓународни, верувајте, кај европските представници постои многу голема загриженост за односот на премиерот кон правосудството. Не дека мене ми се омилени, мене најнеомилени ми се тие кои го сочинуваат нашиот правосуден систем, ама тие не се паднати од небо, тие се продукт на политичко-судските врски кои ги имаме во Македонија последните 30 години, и семејни, и бизнис врски, и секакви. Но,
некакво присилување на политички притисок, како што гледаме во овој период, не е решение, затоа што тоа е политички притисок кој треба да дојде до компромис во полза на извршната власт. Тоа не е притисок за суштинска судска реформа, затоа што ние, например, сметаме, кога збориме за реформи, ние сметаме дека треба естонскиот модел да се примени. И кога веќе зборуваме емпириски, само ќе ми дадете. Судството имало 2%, не можело да му се верува, немале резултати за да имаат средства. А која владеачка партија имаме моментално? Имаме владеачка партија која има резултати со тефтерчето, има резултати кои го има хендикепирано судскиот систем во историјата. Така што не само судството, и вие сте крајно сомнителни во поглед на реформите на судството како партија, ќе кажам, затоа што крајната цел е да се стави обвинителството и судскиот систем во полза на извршната власт, за да може конечно сите политички притисоци да се манифестираат во институционален притисок за тие кои не се во симбиоза со ВМРО. Поднесени законски решенија кои што го разбиваат вашата теза. Вие се сведоци исто така на влада која што е одговорна, која што ги направи чекорите, што се потребни и што се соопшто прифатливи. И сега во тие моменти вие влечете теза од некоја хипотеза за некои спореби со периоди кои што ниту се тие луѓе веќе таму, ниту пак се тие политики кои што ги застапува владата или партијата. Јас сум уверен, доколку бидеме со трезен пристап, одговорен пристап кон понудените законски решенија и доколку има конструктивен пристап од страна на опозицијата, во најширока смисла на зборот, доколку имаме конструктивни предлози, има и желба и слух за истите да бидат инкорпорирани во овие закони кои што треба да направат еден чукор напред. Се надевам дека одговорноста ќе колега во Европскиот бизнес што вели дека македонското собрание никогаш не било популаризирано. Добивате по 200-300 амандмани на буџет, по 4 прифаќате секоја година. Еден закон немате прифатено на опозиција. Треба мнозинство. Ама вие ги видите ли амандманите како беа? А нашите закони, што им фали на нашите закони? Дали сте за поддржување дали поддржувате? Дали поддржувате да се внесе кривично дело, да се гони за семејно насилство? Тоа е лошо ли е? Зошто не го поддржува владиното мнозинство? Тука е проблемот. Имаме поларизација страшна. Која е одговорност на мнозинство? Од тие 350 што беа поставени, во историја на собранието немаше видено. Значи, ја ви кажам, ако сакам да кажам да бидеме одговорни пред јавноста, кога ќе кажете дека ќе ги прифатите амандманите на опозицијата, да биде конструктивна. Знаеш која е конструктивноста наша? Кога гласавме интерпелација на членови на судски совет, ние гласавме со вас да, ама не бевме никаде консултирани во законските измени понатаму или претходно. Значи, поларизацијата ја создава ВМРО-ДПМН и за да надминеме ќе мора да ја олабави таа ситуација ВМРО-ДПМН. Дали ќе гласавте смена на јавниот обвинител? Стигна барањето денеска, нели? Многу е рано да го изнесам мислењето, затоа што конкретно не сме разговарале, ама мислам дека не би имале проблем со тоа, затоа што обвинителот се покажа како обвинител кој не беше на висина на задачата, но за да дадам конкретен одговор ќе ми дадете време. Така, добро. Денеска стигна барањето од владата до собранието, нормално и ние консултиравме и други партии, рекоа бараа време за да го видат како и да е, но велите како левица немате проблем да се надмине тоа. Доколку се сите принципиелни и доколку оставиме на констатациите што ги имавме не само во емисија, и во сите и други дискусии во јавноста, ја очекувам и би требало да биде разрешувањето со консенсус. И од власта и од опозицијата, добро, ќе видиме. До нова година очекувате тоа се да заврши? Темпото го наметнува мнозинството, така да каже, да. Дали веќе имате некакви сознанија како би се движел процесот? Како и да е, анкетната комисија се одржа за жртвите, нели, и за повредените од Кочанската трагедија. Наредната недела треба повторно да има нова анкетна комисија на која што ќе бидат пласирани заклучоците, така и да ќе бидат поканети истите луѓе, истите инстанции кои што беа поканети и сега. Мислам дека ќе биде поширока дискусијата, многу потемелна. Сигурам за ова по представката на родителите зборувате? Укажа дека ќе бидат истите поканети. Јас само сакав да укажам дека другата две различни анкети. Така, знам дека се две различни комисии. Зборувам за ова каде што ќе со заклучоци. Со заклучоците. Сите завршуваат со заклучоци. Добро, како и да е, добро. Ајде, не знам колку време имам. Имаме уште. Сите ќе завршат со заклучоци. Да, уште. Она што е многу важно за јавноста да кажеме, дека анкетните комисии имаме анкети, имаме надзорни серија на форми инструменти кои што може да се искористат во насока на
информирање на јавноста или согледување на случувањата што биле случени во определен момент. Ова беше за анкетна комисија за човековите права и слободи. Имаше серија на правни дилеми, дали има основа такви согледувања се гледаат или не. Не се, тоа ќе го ставиме на страна. И имам уште една анкетна комисија која што ќе го фати сите несреќи. Кај што ќе имаме... Кога ќе се одржи таа анкетна комисија нареднава недела? Би требало да скоро ќе биде јавноста информирана и очекувам не само информирана, него и поканите сите релевантни фактори, сите засегнати страни кои што ќе можат да го дадат своето мислење. Не се. Во заклучоците, поентата ми беше и едната и другата анкетна комисија не се истражни органи. И не може да предизвикуваат действија понатаму. Може да има заклучоци кои што ќе бидат испратени така нема екзекутивна мој се Ето така, тоа ми е многу важно да нема забуни во јавноста, бидејќи имаше обиди за да бидат изманипулирани дел од јавноста или можеби и родителите. Тоа е првото што треба да се укаже и второто што е многу важна работа. За разлика од другиве несреќи каде што веќе се завршени или постапките, или еве ќе земе за надзорната што беше преходно, каде што целта беше со анимирање на јавноста и информирање на јавноста да се направи своевиден притисок кон обвинителството да направи предметот постапува, во овој случај веќе отпочна судска постапка и она што е ризик во моментот и што од обвинителот добивме на писмено веќе известува да се биде крајно внимателен по однос на документите на тековната, збориме во однос на случајот со Кочаница. Овие што се веќе завршени, таму ограничувања нема, таму може да се користат комплетно сите писмени и доказни материјали со цел да имаме што е можно подобри заклучоци. Она што мене најважно да го кажеме. Доколку веќе утврдивме дека се соочивме со една можеби од најкомплексните ситуации и доколку во постапката се направи се што можеше да се стигне до одговорност да има правда до сите засегнати. И верувам дека во судскиот процес ќе го следиме сите будно и детално и ние и јавноста секако, не остана човек што е на тоа. Она што е важно да се направат сите потребни измени и во системот, и во законските решенија. Ние веднаш реагиравме. Имаше некој, мислам, дека дури не беше ни тенденциозно еден од колегите кај што рече не се направили. Ја уште во првите две бев еден од подносителите на законот за јавен мир, кај што драстично ги устигнавме, беа чекори направени, серија на други закони беа изменети, да се регулацијата колку што може постигне. Уште таа интенција стои, бидејќи навистина се што можеме да направиме за војнина да превенираме или да направиме законската рамка и државните органи и институции да бидат колку што е можно поподготвени да превенираат вакви случаи во војнина. Така. Месиновиќ, вие со да не речам вашата комисија, тоа е на сите граѓани. На сите граѓани уставна комисија, да. Јас морам пред се да искоментирам дека таа седница била најтешката седница досега во мојот претеднички мандат. Не можам ни да опишам. Не можам да ви опишам каква тешка атмосфера беше во таа просторија. Дури мислам дека немаше збор пред да се отвори седницата, затоа што на сите ни беше јасно што се случува, зашто сме тука и тоа е поентата на Народниот дом. Тоа е поентата на демократијата, тоа е поентата на демократијата, тоа е поентата на непосредното делегирање на мандат. И една поддршка за родителите, бидејќи не се сами, нема да бидат оставени сами, сакам да што и да значи тоа. Тоа што се случи, тоа беше најголемата одговорност на собранието да го овозможи. Тие луѓе да дојдат и да зборуваат по нивната представка и со нивните согледувања се една од најголемите трагедии во историјата на Македонија. И сакам за момент да се абстрахираме од нашите политички улоги, да се абстрахираме од нашите ставови кои сакаме да ги застапиме. Како луѓе сакам да зборуваме дека во овој случај најмалку што треба ние како пратеници да го правиме во јавноста е да ја труеме и да ја гушиме со процедури. Јавноста треба да биде уверена дека процесот судски нема да биде нарушен, собранието може да прави анкетна комисија за ова прашање сега, како што беше случајот и за онкологија, ќе ве потсетам колега Јаревски, нема потреба јавноста да се обременува со ова, не може да се попречи процесот, баш напротив може да се да стане уште поопсежен, затоа што Народното собрание ќе застане во функција на надзор на државните институции кои го имаат тоа. Само секунд нешто ќе кажам. Каде е мојот проблем? На таа седница, вие како мнозинство и вашите раководни лица
имаат општествена одговорност да излезат и да зборуваат. Вие како власт треба да не смирите во нашиот страв како општество. Како тоа дојдовте до идеја никој од вас да не земе збор? Не, точно дали е збор што можно беше земен? дека единствениот збор беше за процедури да се карате Не е со точно Апасиев? тоа. Додека Не е така. родителите, и мислам ќе да ескалирам, не ми е поентата. Вие имате одговорност да го смирите овој народ, да ја овозможите Сите беа вистинската присутни. работа на нашите како комисии. Што има земено... Какви заклучоци ќе произлезат? Може Рано е да се кажете, зборува, рано да тие се ќе треба да зборува. бидат изготвени во координација со родителите, председателот на комисијата ќе го овозможи тоа, така што за заклучоците следната недела најверојатно и ќе И нели она што артикулира. родителите го бараат, Добро, и мислам ќе- се согласивте околу еднократна помош, нели, што дали за тоа нешто се Сите владата и договарате до сега или излезе во особено? пресер се што можеше направи и во процесот на заздравување и во поддршката Па што немаше има финансиска на поддршка, сите. родителите друго Се кажаа. што можеме да направиме, ќе Да, направиме. родителите да многу можеме. друго кажаа, кажаа дека имаше барања пред локално. Да, бара До се- владата немаат за одговор. еднократна помош за жртвите, тоа што тоа беше едно од носечките барања што бе искажано таму. И зошто не? Ја кажав дека како што учествувавме и преходно, детално со цело срце во делот на онкологија, така и сега бевме присутни. Морам да укажам дека покрај целокупната пратеничка група на ВМРО ДПМН присуствуваше и председателот на држава, председателката на државата Горана Силјана Скатавкова, премиерот беше присутен и председателот на собранието. Како што треба. Самото Треба присуство така да даде биде. тежина на настанот и посветеноста на ова прашање кој што треба од сите нас да биде, кога зборам сите нас во најширока општествена смисла на зборот, кон прво соочување со ситуацијата до крај и во однос на поддршка, но исто така и на преведување Кој беше на ставот вакви на ВМРО ситуации ДПМН за понатаму. тоа што го слушнавте? Исто како што и први искочевме, исто ставот и случајство во А разговор. откако Ви ги треба да слушнавте, рушите што понатаму. свативте? Затоа и само сакам Што да сватите кажам. откако ги слушнавте родителите ми е прашање? Мо- Тебе јас излегов и дадов А некои вие што уведувања. сватите? Јас имав еден говор каде Е, што сега, реков да ви збораа кажам родителите за ова, пратениците за ова, дали е ова Еве, насоката? свативте дека Еве вие што паралелно сватите? крата помош. Тоа го сватив од вашиот заклучок што го кажавте на емисијата. Она што јас сакам да го кажам, Што вашата имаме што имаме извлековте од анкетна дискусијата? комисија. А од оваа дискусија што Ова извлековте? несреќа не е изолиран случај. Се поставија неколку бевме сведоци како неколку несреќи кои што навистина треба да не загрижат сите нас. И затоа го кажав дека кога веќе ќе постапуваме по однос на ова, да превенираме вакви ситуации било кога во иднина, поштувајќи од сообраќајни несреќи со инсталацијата на сефти системот, па до превенирање како што е Дурмотрус, Бесатранс и Ќе ве држиме модуларната за збори за болница. И ветување, затоа е морам да важна затворам втората комисијата анкетна толку. комисија Да. да биде детална, да биде широко посетена, да има секој заинтересиран да земе учество. Ја ќе апелирам и до јавноста и до медиумите будно го стојат и верувам дека во работата на втората анкетна комисија ќе имаме многу посуштински дискусии и многу посуштински Затоа што ќе заклучоци кои ќе учествувате, се веројатно, бидејќи Се во оваа не надевам дека ќе учествувавте. бидете присутни, Да. ќе учествувате и вие како што бевме и ние на претходната анкетна комисија. Едва на чекам да страна ви слушнам од ставовите, разликите да. кои што ги имаме во правниот момент. И претпоставам како И пратеници ќе надлежностите што ги извршите имат двете притисок да анкетни им се даде комисии. на родителите еднократна Секако, финансиска помош. што веќе требаше да има. Така, ви благодарам Тони Јаревски, ВМРО ДПМН и Амар Мециновиќ Леница. Благодарам. Благодарам што бевте дел од ова издание на 24 анализа. И благодарност до нашите почитувани гледачи, довидување.